Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска во Собранието започна расправата по амандманите поднесени на предлог ребалансот за буџетот за 2025 година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата има поднесено амандмани со кои што сметаме дека треба да се ревидираат дел од проекциите, но и таму каде што е потребно да се подобрат одредени финансиски конструкции во делот на одредени инфраструктурни решенија низ општините. Секако дека еден од најважните амандмани кои што СДСМ и коалицијата го поднесе, тоа беше амандманот за финансиска поддршка на настраданите и повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, амандман со кој се предвидуваат 934 милиона 340 илјади денари, кои што треба да се издвојат од буџетот за директна помош на семејствата на настраданите и на повредените од оваа голема трагедија која што ја зафати Македонија. Ова е една од најстрашните трагедии, ова е една катастрофа во која што цел еден град доживува дебакал, на 62 загинати, над 250 повредени. И сето ова не обврзува ние како институции, посебно народните избраници и законодавниот дом, да бидат тие кои што ќе дебатираат и ќе носат решенија, а за тоа граѓаните ќе почувствуваат дека имаат на кого да се подпрат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата поднесе закон за обештетување и поддршка на настраданите, нивните семејства и повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, и следствено на тоа овој амандман за финансиска поддршка доаѓа токму во моментот кога е ребалансот на буџетот за да се обезбедат финансиските средства. Сакам да кажам дека законот е блокиран и не беше на дневен ред на комисија, односно комисијата беше прекината во моментот кога требаше да дојде на дневен ред законот за поддршка на настраданите и повредените од настаните во Кочани. Меѓутоа, сега со ребалансот навистина побаравме пред се владата да покаже добра волја и да го прифати амандманот. Дури понудивме како пратеничка група, ако се прифати овој амандман за Кочани, тогаш сите останати амандмани кои што ги поднесовме на предлог ребалансот на буџетот, како пратеничка група да ги повлечеме и да немаме расправа, заради тоа што сметаме дека нема поважна тема од оваа во моментот во Македонија. Нема поважно нешто од 62 млади животи и од 250 повредени, и нема поважно од иднината на еден град, од иднината на истокот на Македонија, ако сакате и од иднината на Македонија. Нема ништо поважно, ниту едно патче, ниту еден водовод, ниту една канализација, ниту било каков друг инфраструктурен проект не може да се спореди со загубата, макар и на еден човечки живот. Владата не покажа слух, не го прифати амандманот, односно не понуди образложение со кое што ќе укаже дека нема потреба да се прифаќа ваков амандман, а имаме пари во буџетот. Напротив, представникот на владата ни делеше лекции како парламентот не смеел да разговара или да отвара вакви теми. Меѓутоа, сепак, достоинствено до крај разговаравме и ги повикувавме пратениците на ВМРО-ДПМН како мнозинство заедно со пратениците од ЗНАМ и од ВЛЕН да овозможат и заеднички, консензуално да покажеме дека знаеме да го цениме приоритетот на граѓаните, да покажеме единство, да покажеме солидарност, нешто што е потребно во овие мигови за државата. За жал, и пратениците на ВМРО-ДПМН не го поддржаа амандманот, односно не гласаа само пратеници од опозицијата за амандманот, и амандманот не беше
усвоен. И навистина не ми е јасно како е можно народните представници, овде како пратеници во законодавниот дом, за работа за која што се најповикани, а тоа е да покажат дека институциите секогаш и во најтешките моменти се тука за било кој граѓанин, а посебно за една ваква трагедија која што ја зафати државата во претходниот период. И од тој аспект сметам дека мораше сите ние да покажеме малку поголемо чувство на одговорност. Сепак, образложенијата дека со овој ребаланс не може да се одвојат тие финансиски средства. Еве, упатувам еден апел до владата, апел до владеачките партии ВМРО ДПМН, знам и ВЛЕН, бидејќи сега во моментот ќе се креира и новиот буџет за 2026 година, нека таму предвидат финансиски средства кои што би биле доволни за финансиска поддршка на семејствата на загинатите и на повредените. Благодарам.